Околу 70 нови индивидуални куќи ќе има на потегот меѓу населбите Сењак 4 Баби. Просторот кој сега е неискористен и запуштен во наредниот период ќе биде целосно уреден. Согласно деталниот урбанистички план, овде ќе има околу 70 плацеви кои ќе се продаваат со цел граѓаните да создадат индивидуални куќи. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека целиот потег кај булеварот Партизанска ќе биде целосно урбанизиран. Потегот кој што е неискористен, неурбанизиран помеѓу населба Сењак 4 и населба Баби, за кратко време ќе биде една прекрасна зона за индивидуално домување, затоа што согласно деталниот урбанистички план овде се предвидени околу 70 плацови за индивидуални куќи, со што целиот потек на булеварот Партизанска одстрана ќе биде урбанизиран и ќе биде едно прекрасно место за домување и за инфраструктурно уредување на нашиот град. Населби со индивидуални куќи ќе се создаваат во неколку зони во Штип. Изградбата и продажбата на станови во Штип зема се поголем замав, а држат и високи цени. Токму затоа се нуди можност граѓаните да добијат плат за индивидуално домување. Една од причините заради кои што се одлучивме да планираме населби со индивидуално домување и куќи е тоа што е навистина потреба на граѓаните кои што бараат парцели и површини за градба на индивидуални куќи. Се планираат неколку зони кои што во иднина ќе бидат ставени во програмата за оттуѓување на градожно земјиште и како можност за не само за млади брачни парови, туку и за сите оние наши сограѓани кои што имаат потреба од изградба на сопствена куќа, да имаат можност во една од површините кои што се планираат во периодот кој што следи да се стекнат со право за градба на индивидуална куќа. Јорданов се надева дека интерес за индивидуални куќи ќе има не само од граѓаните на Штип, туку и од Скопје, бидејќи градот има добра инфраструктура, чист воздух и лесна поврзаност со главниот град, како и потенцијал кој во иднина треба да биде искористен. Во близина на овој потек претходно се работеше на подземната инфраструктура. Доби булеварско решение, а овде ќе има и Лидал.